По короната, Берово што побрзо сака да се врати туристички во нормала и оваа сезона да отпочне со санирање на големите загуби. Во најпознатиот туристички дел од источниот регион, подготовките за пречек на гости се интензивни, а очекувањата големи. Конкретно за странците е најинтересен активниот туризам, авантуристичкиот туризам. Ние во хотел Манастир 40% од гостите на годишно ниво всушност не се странци. И сите тие всушност доаѓаат за планинските патеки, за планински велосипедизам, за хайкинг и во склоп на тие авантуристички тури всушност вклопуваме и дел од културата, посета на манастирите, социализација со мештанското население, како посета на, стари куки со кои што ни подготвуваат традиционални специјалитети, овдешни, беровски, малешевски. Во оваа насока, освен ангажманот на туристичките работници, неопходни се соодветни услови за развој на туризмот кои треба да ги овозможи општината. Општината вложува преку изградба на инфраструктура за да создаде услови и при тоа и соработува со другиот сектор. Јас само ќе кажам дека на Беровско езеро во завршна фаза треба да се воведе во градба изведувачот за водовод. Од друга страна, поднесен е проект и апликација за осветлување на туристичката локација, понатаму за изградба или проширување на улицата до најголемиот комплекс хотелот со 5 звезди. Веќе на второ бите имаме да разговараме со производителите на локални производи, сувенири и ракотворби, туристичкиот информативен пункт да го разработи. Туризмот е исклучително млада гранка во Берово, но со својот развој од 15-20 години, таа се наметна како водички двигатор на локалната економија. Туризмот е гранка која ја јакне и влие врз локалната заедница и во сферата на вработувањето, и во сферата на инвестициите, и секако како дејност која го засема првото место во локалната економија. Во Берово има неколку хотели и 45 категоризирани објекти со околу 2000 легла. Годишно туристичкиот бисер на истокот остварува околу 25.000 ноќевања, од кои најголем дел се домашни туристи, но има и од Бугарија, Србија и Холандија.